Добро вечер, добро дојавте во ново, можам да кажам, воредно издание на Кавга со Иван. Причината за оваа вторничка емисија, која што знаете пракса да се емитува во понеделник, е една мала ситна провокација од едно непознато другарче до овој момент за мене, а од вечера ќе биде познато. Господин кој што може би сте го запаметиле за време на шарената револуција, кој што го смислил наводно, ја не знам, ќе ми потврди тој подоцна, и слоган "Чеси лежите", значи прилепчанец, адвокат по вокација и човек кој што во слободно време хонорарно ја представува левица или ако сакате повеќе господи на привремена работа во една политичка партија. Сега велам привремена работа затоа што бил член и на СДСМ, па во 2019 повеќе не е член на СДСМ, па се обидел потоа сам да работи на локално ниво. Зборувам како кандидат за градоначелник на изборите 2021, дури беше гостин во Канал 5, ова му е второ гостување, ако не се лажам, беше со Сугаре гостин на дебата кога третиот господин кој што сега градоначелникот ВМРО ДПМН не беше присутен во студиото. Мене ме предизвика еден негов коментар кој што беше за мене некоректен, но викам, ајде момче, машко што би кажал. Знаете како во Прилеп им се обраќаат на луѓето машко. Не момче, него машко. Само ме чуди како им велат на дамите, иако сум полуприлепченец, али претпоставам не им викаат машко и на дамите. Чупер. Ете, чупер. Така да, со машкото господинот Жарко Стевановски ќе промуабетиме малку за тоа како тој како представник на левица се осмели да дојде тука, затоа што ние, ако мене лично ме прашате, сме стигматизирани од страна на лидерот како човек кој што забранува појавување и така натаму, затоа ќе позборувам малку со господинот мој и подоцна во емисијата, пресед затоа што мора да прифати да ја носи референцата на левица и легитимитетот кој што го влече преди тоа што се наоѓа на листа за кандидат за советник во општина Прилеп, кандидиран со подписот на левица, значи не се подпишал сам. Добро вечер за Жарко Стевановски. Добро вечер, Иван. Благодарам на поканата. Ти благодарам тебе. Значи, овој себап што го направи како представник на левица, како човек од левица, јас тебе не можам да ти го заборавам. Ти благодарам. Не можам да ти го простам и за тоа ќе ти дам еден подарок. Ова е подарок за тебе. Убаво би било да го отвориш, не е нешто специјално. Ке видиш, тоа е едно филџанче со Канал 5, вакви имаме само 10, ке си го чуваш. Знаеш зашто? Прво ми е криво зошто да има Арбера да има филџан, да немаш ти. Точно. Зошто да има Димитар Апасиев кога мава по пратениците по пеката филџан да немаш ти. И обратно. И не знам, имало и обратно? Па предпоставувам имало. Ја мислам дека не, дека имало само еден филџан. Добро, нити јас, нити ти не сме биле таму, така да. Не сме биле, ама се знаеш тие двајца, еден прилепченец и еден наш сограѓанин етнички албанец взимат филџани па да немаш ти. Так, иако не си ни пратеник. Тоа е. И втора работа, еве да те почетам како добар домаќин за себе под едно благце. Земи си да ти тргне со благо. Ама земи се го тргнеме глупо и сега. Ти благодарам сега да. Не јадеш благо? Јадам благо. А сакаш ли да ти запакувам? Мекици беа ветени, али не. Види сега, мекици беа ветени и вчера си викам дал ќе дојдеш, нема да дојдеш. И во целата работа не бевме сигурни и викам дај ја да си земам благи, ако дојде ти дојде. Да. Види, ќе ти запакувам за дома да си ќе ти пратам, нели? За дома да си каснете. За успут. Така е, за попад да си каснете. Навистина ми е кеф што доаѓаш, прво ми е кеф затоа што доаѓаш од структура која што не е ајде да речем крајно, но најмалку визибилна на националните медиуми, што не е коректно, мора да се признае. Тоа што доаѓаш од друг град кој што е не Скопје, ја еве кога разговарам со луѓето кои што се не се од Скопје, од внатрешноста, мене ми глуп терминот, јас сум од внатрешноста. Што е тоа внатрешноста, што е надворешност? И сега знам дека се лутат многуми на терминот провинцијале. Себе тебе те вреги ли ако ти кажа некој? Не, напротив. Но јас измислив еден нов термин за нас кои што сме родени скопјани, кои што имаме традиција, да ве нарекуваме не скопјани. Еве, може ли така? Низ овие 13 години, застапувајќи предмети пред Основен граѓански суд и Основен кривичен суд Скопје, честопати се соочуваме и со настапот спрема нас адвокатите од внатрешноста, со подценување. Пак на внатрешноста. Провинцијалски се настапува спрема нас и секој пат на секое судење ми е чест да докажам дека овдешните скопјани многу
поневешто се справуваат со конкретните предмети отколку ние провинцијалци. Или просто кажано, локацијата на раѓање, која што ти не си одбрал сигурно по твоја волја, Точно. која што Бог Господ ја дал, не може да биде лимит за некаков интелектуален капацитет и Апсолутно. потентност. Апсолутно. И не можеме да правиме диференцијација на луѓето во однос на интелектуалниот капацитет според тоа каде се родени и каде битисуваат и работат. Апсолутно Апсолутно се согласам. Видиш, се согласавме веднаш за една Ја работа. мислам дека за се понатаму ќе се согласиме. Имам една мала забелешка по однос на твојата најава, со која ме најавуваш како гостин хонорарец од Левица. Знаеш зашто те најав? Може само да се допрецизирам што би рекле вие правница. Допрецизирам затоа што морам да ја објаснам малце и нашата генеза на комуникација на јавноста да сватат. Кога јас тебе ти реков ќе те представам, ќе се реферирам кон тебе како Левица, ти ме рече, ама почекај, јас не сум член на Левица формално Точно, правно. надпартиски избор сум. Ете, гледа, еве таа прашав, што е тоа на... Ама со слушаме сега. Надпартиска е што партијата доле, па ти си се качил вака и ти Па си... тоа што ни е председателот на државата, тоа е и кандидат за советник Ама во советот гледа, на има Левица, разлика. надпартиски. Има огромна разлика. Не можеме да направиме аналогија помеѓу председател Како и нема? сега ќе ти објаснам, зашто ти твоето име се појавува на списокот кој што е поднесен до ДИК локалниот и каде што е подпишана Левица како подносител. Точно. И сега хипотетички да те прашам, ако продолжи во наводници продолжи цензурата која што вие артифицијално си ја замислувате дека постои како некаква цензура, за тоа ќе збориме веднаш по тоа. И замисли некој дојде сега да ви каже, еве Левица, пошто почнавме цензура, сега ќе забраниме и да не учествувате и ве тргнат од воопшто. Сослушаме само логиката и сега ти ќе кажеш, не, јас сум надпартиски, јас сакам да се останам на списокот. Не. Значи ти си се легитимирал и имам пол капацитет према тебе да се реферирам со легитимитет со Левица. Хонорарно е само ради твоето избегнување да направиш некаква дистинкција, да види, ја не сум фул, не се согласувам фул со политиките на Левица. Значи, завчера на 11 те видов на Прилеп. YouTube имаш изјава од 48 секунди ставени на YouTube, кои што до сега ги погледале 120 луѓе пред 2 дена од Прилеп. Ти стоиш со маичка на Левица, позади себе стои големиот Јас сум гранде. репрезент на Левица. Значи не постои во политичкиот дискурс репрезент или не репрезент. Еве да решиме дилемата после ова гостување, веднаш подпишувам членска и пристапница и слободно уште од сега, како што впрочем и ти најавив, однесувај се спрема мене како представник на Левица. Она што јас го замерувам, хонорарно работам само со адвокатура. Оттаму остварувам приходи за моето семејство. Зашто е хонорар? За хонорар работам само со адвокатура. Ако ме ангажирате, Ама тоа беше во наводниците, ти нели ги видев на наводниците? Не, ги видов наводниците, па ги видов. Треба да внимаваш Впрочем, значи паралелата наводниците, која така ли? правиш помеѓу председателот на државата со секоја почит спрема председателката Силјановска, таа беше на список на ВМРО ДПМН. Во ред? Како надпартиски член. Не види, глупав ми е терминот Се и мене ми е глупав, Иван, али значи не во партиски, политиката надпартиски постои. не партиски член, зашто Да. над, зашто не е само не. Да се обидиме малку тоа е да воведеме некои нови неологизми, зашто да не Мило ми е што одиме, што целиме кон тоа. По однос на мојот настап, јас сум повеќе од убеден дека нити вие, како што и јас заработувам од мојата професија како адвокат, и вие заработувате конкретно еве од ова мое гостување, од ова моја емисија, од вашата програма. Точно, така е. Но ние имаме извршуваме јавна функција, да не го заборавиме. Така е. Во изминативе 13 години работејќи како адвокат, единствено за кое што сум обавувал нешто пробоно, тоа е политичката активност, општествените активности и сето тоа сум го плаќал од сопствен џеп. Во 2021 учествував со независна советничка листа и со моја кандидатура за градоначалник, во која буквално сами си ја покривме цела кампања во Прилеп и мислам дека покажавме и затоа ли си во минус во сметките што ги видов, што се јавен податок нормално на бизнес мрежа? Ме чуди правник, адвокат кој што за себе држи до себе дека е успешен адвокат, нели, застапува, знаеш како те викаат во Прилеп, ми кажува прилепчени. Адвокат на ѓаволот, викам, зашто бе така? Валјда ради мојата инатливост. Не, ми рекол дека ти си еден од ретките, ако е точно, ти коригираме, кој што најчесто застапува сериозни криминалци кои што Точно. Тоа ми е наследена материја која
Потекнувам од семејство, мојот татко работеше 18 години како јавен обвинител во основното јавно обвинителство во Прилеп и уште толку години како адвокат. Добро. Нашето семејство, мојот брат, мојата сна, па и сега мојата сопруга, сме правници. Дел од нас, тројца од нас работиме како адвокати и примарна материја на која што работиме е кривичната материја. Во последните 6-7 години работам и на граѓански и управни предмети. Токму ради инволвираноста во политиката и функционалноста на локалната самоуправа. Супер. А да се вратиме на почетокот зошто си ти тука. Твојот коментар. Ти викаш фака, сега не го читам целиот или сакаш целиот да го читам? Еве, му слободно прочитај го. Еве. Вика Мирчевски, значи јас очигледно го злоупотребувам националниот медиум за омаловажување на Апасиев, така да ова ТВ куќа ја претвара во алатка за таа намена. Само не е завршена работа, да ти пуштам тебе на гледачите, па заедно да искоментираме кој што злоупотребува во целата приказка, зашто би било интересно. Еве ќе замолам само камерата да го види ова и изјавата на Апасиев од пред 5 дена. Благодарам што ја прифати мојата покана. Благодарам за поканата. Во средина на кампања ве сте прва телевизија која што не вика на интервју, така што можете да замислите колкава е цензурата врз левица. Ве сте прва телевизија која што не вика на интервју. Апасиев ти благодарам што ја прифати мојата покана. Еве се, тука е доволно да видиме што беше постот кој што го објавивме ние на Канал 5 и кога беше веста, како правник, како човек кој што во, можам да кажам во наводници, само да не ме сватиш, пролично во генетскиот код на семејството ви е правото. Точно. Значи вие сте луѓе од правото. За да се бидете луѓе од правото и од правдата, мора да има некои правила. Апсолутно. Без правила нема право. Точно. Сега, кажи ми, дали е нормално за тебе, лидер на партија, да седне на една национална, колку и да е мала, смешна, никаква телевизијата? За мене не е. Некои така ја нарекуваат. И да седне да каже, вие сте првите на половина од кампања кои што не канат, а тој истиот знае дека во оваа емисија ти си го видел, затоа што нашата работа пред малку двајцата не случајно те прашав, имаме јавна функција, нашата функција е јавно да ги повикуваме и политичарите дали да одговорат на прашање, дали Но да не и гостуват. да ги присилуваат. Не. Но истовремено не може политичарите да лажат и да манипулираат, да кажат дека не биле поканети, особено знаејќи со каков гигант манипулатор имам работа, сум ги пуштил поканите, сакаш да ги пуштам? Види, Иван, самите Чекај, изрази само- кои ги користиш за лидер на политичка партија се некоректни од оваа позиција која ти е. Гигант, чекај, гигант. Не манипулатор. Извини, значи немам друг збор да излезам. Сега гледај. Од сите политичари во државава ти го одбра председателот на Твојата третата партија? поголема партија на ми бегаш, политичка сцена. не ми бегаш. Зошто не ми одговориш? Дали е слободно. коректно да излезеш и да, еве нема да го користам Ако терминот дозволиш да Ама објаснам не зошто сам- сметам дека левица не сака да Не, да не, оди не на те прашам гостување за на тоа. Канал 5. Не. Јас слободно можам не да го те направам прашам тоа. тоа, те прашам дали е коректно да излезеш на медиум, на радиодифузер. Според мене ова што го кажува Апасиев не е лага. Како не е лага? Не е лага, тој едноставно не сака да гостува кај вас. Не вика дека ајде ќе опуштим уште еднаш. Ама не сака да гостува. Ама не вика дека не сакам да гостува. Иван. Онда сакал, не, ама ти сега манипулираш. Види, можете да зборувате не можете со мене така да зборувате. Само погледни го ова. Ајде да слушнем уште еднашка. Дали вика не сакам да гостувам, ме канат или вели Ма во ред не го слушнав, го Па слушнав. како не е во ред како? Еве уште еднашка ќе опуштиме. Како тоа си го Прифати мојата Слушај, мојата покана. За поканата. Слушај. Во средина на кампања ве Го сте слушнав. прва телевизија која што не вика на интервју. Не вика на интервју, значи не Да. кани. Се кажи ми, зошто има потреба лидер, не на левица? Еве зашто ти би бранил нешто што не се брани. Зошто да бранам нешто што не се брани? Човеков едноставно не сака да гостува кај Ама вас. зошто не го каже Еве, јавно, нека одговори. Ако дозволиш, Ајде. ќе ти објаснам и зошто. Ама се согласуваш ли ова дека е некоректно, кажи ми? Политички некоректно, Не но политички, апсолутно формално правно. дозволено. Формално правно е да лажеш. Не, формално правно може да користиме само во судница. А во политика, дали е формално правно нешто коректно, апсолутно не можеме да Ама зборуваме. можам ја утре да го тужам него за клевета затоа што тој мене ме Видете, наклеветува, сега види. Иван, ако дозволиш, јас не знам причината за вашата конфронтација, нити сум дојден тука да нема изигравам ти дозволам. медијатор. Нема ти Дозволи дозволам малку. да тргнеш. Не, Вашиот фронт. Сакам да ми Вашиот- одговориш на ова прашање. Ајде. Прво, ти си правник.
Генетскиот код ти е правник. Кажи ми, Ама дали си вашиот излегол, фронт дали си излегол пред некогаш ја- граѓански суд Скопје треба да го дали решавате. си некој- излегол ти некогаш јавно, еве како човек кој што доаѓа од помала општина, од Прилеп, кој што се обидува да влезе во локалната самоуправа. Да. И да седнеш и јавно да манипулираш и да лажеш. Не си го направил тоа. Не сум го направил. И како тогаш можеш да го оправдаш овој човек кој што тоа го прави? Ама јас го оправдувам за неговиот став дека ова е прва покана за Па неговото. не е прва, ти покажувам дека не е прва. Ама не ве перцепира, како да ви кажам, не Ама- можете да го присилите да Не може да, гостува види, кај вас. ама не можеш ти да ме перцепираш во правниот промет, не постои терминот дали ти ме перцепираш или не ме перцепираш. Ако јас сум ти поканен, ја имам обврска да го поканам меѓу другото, да знаеш. Точно. Ако имам обврска да го поканам, како што ја исползувам и ја практикувам обврската не само во изборниот период, но во текот на цела година, ти Точно. имаш обврска барем еднаш кога да ми одговориш, јас не доаѓам поради тоа што не те перцепирам, не сметам дека си релевантен, немаш гледност било што. А да не доаѓаш и да излезеш на собраниска седница, исто така лани, и да одговараш да кажеш ниту една национална телевизија не ме вика. Ама ме инволвираш во нешто за кое што вие водите битка, Не, правна битка пред основен граѓански суд. Јас за тоа не сакам да разговарам. Каква Таму битка си водам ја, имате чекај, вие каква битка водам ја полномошници. пред основен? Па не знам ете од она кој имав можност да го видам. Ја го Си добив на поднесувате. Не велам дека не, апсолутно. Го добив за клевети за навреда. Ама во ред Сакаш да ти објаснам за кои клевети Ама не навреди? ни сакам да знам искрено. Те молам. Не сум дојден тука за вашите тужби да разговарам. Не, јас те прашувам, види, сакаш ти да ја свртиш топката, Не, сакаш да одбраниш кажете за нешто, политиките на не, левица. сакаш да одбраниш нешто што Не, не те тама прашувам. работа, тама Епа, работа. како може да ми кажеш дека не е коректно да кажам дека манипулира? Ако не е коректно, тоа има правни лекови на располагање, како што ја него сум го тужил за тоа што сметам дека било некоректно и сум го добил, нека ме тужи Мене мене па да видиме. ми е интересна Мене ме една, интересира. една ситуација околу вашиот пристап, еве кон левица како политичка партија. Ајде. Сите си имаме некои програмски цели во политиката, тоа е политичкиот пазар преку политичките партии. Вашава телевизија е на пазарот, медиумскиот простор се труди да го освои. Сите имаме на својот пат некакви грешки кои сме ги коригирали или не во текот на функционирањето. Добро. Впрочем, колку што имав можност да забележам, во 2018 на гостување за само вистина, тоа можев на YouTube да го најдам. Добро, дека сум се извинил. Да, А точно. можеш Тоа е кажеш доблесно. Не, можеш да кажеш точно, види, немаш представа колку доблесно се чувствам за тоа. Апсолутно. А дали Така знаеш и колку треба. се извинив зашто имаше неколку луѓе што манипулира? Се извинив на луѓето кои што ако евентуално сме ги навредили и наклеветиле, не на политичката Точно. партија. Во секој Доблеста случај е, доблесно. знаеш зошто? Доблеста е затоа што оваа телевизија работи во интерес и за Точно. јавноста. И исто како политичката партија што треба да ги добие гласовите на јавноста, треба да работи за нив, а не вака да лаже сочно и да манипулира. Мене мојата перцепција е дека покрај овие две политички партии ВМРО и СДСМ во изминативе 34 години концентрацијата против левица од ваша страна како медиум е на вистина очигледно боде очи едноставно. Уопште нема. Сакам да прашам. Не, дај ми аргумент. Еве аргумент. Ајде. Кога левица била власт во државава за да мора да се критикува на ваков начин и со ваков интензитет? Може да ми кажеш што е критиката? Еве лични напади на пример. Кажи ми личен напад. Еве го личниот напад. Не е личен напад. Дека е манипулатор лидерот Уште, на левица. значи, уште еднаш да повториме, read my lips. Значи, човекот ти си човекот правот. Да. Човекот дава изјава дека на пола кампања никој не го викнал освен оваа телевизија кај што гостувал. Добро. Пуштаме И од на сите мейл. лаги, од сите политичари, од сите лидери на политички партии, И- вие токму за Апасиев се фатите. Значи, днес зборуваме сега, види, ти можеш да направиш дисперзија на приказката која што сам сега ја почнеш колку што Да. сакаш. Ме прашуваш за некоректноста према Апасиев. Нема некоректност. Некоректност е кога лажеш и манипулираш. Тоа е некоректност. Некоректност е да излежеш за мене, ако е точно, например, да собереш и да ја олјуштиш партијата за 700.000 денари за Така. патни трошоци, ако е точно, не знаеме, така. Тоа е за мене некоректност. Зошто мислите дека Значи, е чекај. олјуштување на партијата ако Не користиш олјуштување, олјуштувања. Олјуштување. Ако Олјуштување. и користиш Сега ќе ти партиските објаснам. пари. Сега ќе ти објаснам. Затоа што ако е точно, значи се оградувам, не знам дали е Добро. точно тврдењето на ВМРО ДПМН, така? Добро. Ако е точно дека се користене за патни трошоци, како што пишува дека се извадени, па има ли поголем апсурд и поголема хипокризија, се буниш во собрание за патни трошоци, Точно. а ги вадиш парите и внимавај. Добро. Дали знаеш дека партијата има дотација во 2023 од 200 повеќе од 200.000 евра од мои и од твои пари? Значи тоа се пари Како на и сите партии. Како и сите партии. Па види, ако сега се буниш наводно во собранието за
и бараш да не се користат патни трошоци, истото го практикуваш дома во својот двор. Каква е таа хипокризија? Не е хипокризија, зашто Класична хипокризија? хипокризија. Во едно од гостувања ви беше прилепскиот пратеник Петар Ристевски. Пеката? Да. Да, Сте го и- прашале ли него зашто не ги користи партиските пари за патни трошоци? Не, чекај да ти кажем една работа. Ти сакаш ли да ми кажеш дека јас сум бил можеби или бил Петар Ристевски пеката кај мене привилегирана Не, емисија? апсолутно не. Немој да ми кажеш дека Однос на ова прашање околу патните трошоци. Значи, за патните трошоци поставив на двајца. Едната беше Дафина, не знам дали се сеќаваш дали Да. ја гледаше, и која ја фатив за становите. Точно. Се сеќаваш? Да. Значи, не сакаш, еве гледаш се Да, смееш, дека да. на крај не знаеме мајка и кога ќе почине. Така рече, ако почине мајка ми, дали ќе оставите? Мислам, Бог да чува, Апсолутно, жената така. ја меша мајка и во некој идно време кога ќе починала. Така. Но тоа зборува за нејзе, не зборува за мене, се согласуваш, Точно, така ли? согласувам. Моje беше легитимно право да прашам. Пак те прашувам тебе. Како можеш да ја љуштиш партијата, а ако е тоа точно? Подозволите ако е- одговорот. Ама, еве, ти ме прашав се за пеката. Каква забелешка ми Да се вратиме на одговорот. Ајде. Партијата тие пари кои ги зема од државата, ги зема ради бонитетот на гласачко тело кое го остварило. Али ги зема. Ги зема. Начинот на кој Ги ќе располага и како ќе ги ги троши дистрибуира, и дистрибуира, е нејзино- мислам дека е незино право. Апсолутно. Тоа што Левица е единствената партија во изминативе 34 години која јавно ја застапува тезата за откажување од патни трошоци, е факт. Тоа што Чекај. Е факт што е застапува во собрание, Точно. видиме прецизно, така? мислам дека имаше и предлог за Не, ама во укинување- собрание зборувам. Во собрание, Така. таму Ама- кај што е место. Ама на терен, каде што е во На терен својот си ги двор, троши партиските пари на начин на кој што мисли дека треба. истина на трошоци за превоз, така? А со што треба да патува, еве, на пример, од Прилеп до Со, Скопје? со точак, нека си тргне со автобус, нека си се качи 700.000 денари, А- љуштење на А зошто, партијата. зошто вие се ставате во опозиција па да кажувате како треба партијата да располага со Затоа сопствените што, пари? види, затоа што продава морален хоризонт на Ама не е надграѓан. морален хоризонт, тоа се трошоци за партијата. Ја ќе те разберам, ти да зборуваш за една пракса, за една норма, ако истото ја практикуваш. Точно. Practice what you preach. Ето. Ама за разлика од дека е тоа контрадикторно кај Ама него. видете, не е контрадикторно. Сите Ама пак да се пратеници вратиме. А ова тука лажеш или манипулираш или не? не е манипулација. А. Не, едноставно не сака на вашиот медиум да Ама гостува. зошто не каже јас не сакам, а не ме Перцепцијата пука. на левица спрема овој национален медиум, Добро. не го делам истото мислење, да не бидеме погрешно сватени. Јас сметам дека медиумите и медиумскиот простор подеднакво треба да се респектира од сите Апсолутно. нас. И да биде на располагање, Точно. биде на располагање за сите од Точно вас. така. Е, Тоа што сите си имаме некое минато кое го влечиме од 90-тите и овој национален медиум на Не, времето 98 имплементирал е. од 98 натаму. Имплементирал политики по нечии диктат, во времето го нарекувавме режим. И заради се тоа уште го- доблесно се е од уште- твоја страна Се уште го нарекувам режим и се уште ти Во кажам право дека е си. допло. во право си. Зар ние можеме да го негираме тоа? Точно. И сите сме функционирале на одреден начин по нечии диктат, приморани, односно под притисокот на стегите на власта. Значи тоа не е спорно. Она што Спорно мора да си го признаеме сите е дека Ајде. ако јас како индивидуалец кој претендирал за одредени општествени функции во позиции во Прилеп, сум потпаднал под тој притисок во одреден временски период и за тоа се извинам понатаму, е доблесно од моја страна. Но тоа не Како значи си се дека извинил? тоа Како си се извинил? Но тоа не значи дека мене некој ќе ми го избрише минатото како со гума. Очигледно левица смета идеолошки Добро. смета дека најверојатно за овој медиум се уште треба време да созрева во насока, дозволете само да Ама ви те- појаснам во која насока. А те молам, види. Во насока да Види, сега ти А можеш- зошто Види, тоа исто го кажам. Види, Ајде. Димитар Апасиев нема да го каниме затоа што се уште мислиме дека треба интелектуално да созрева, од причина што користи вординг ама сега те молам. Така е управо си. И сега да те прашам, тој човек е едукатор, просветен работник. Точно. Кажи ми, дали ти утре твоето дете ќе го пуштиш ко овој човек кој што има Ама ваков зошто јавен ме дискурс? навлекуваш да зборувам за Димитар? Зашто ти ме прашуваш сега мене за левица ми зборуваш. Јас сакам тебе да те прашам на пример за политиките што ги предлагаш за Прилеп, ама ти не ми дозволуваш. Ајде, Сакаш да одбраниш нешто што не се Добро. брани. Ама чека да се вратиме за Димитар сега. Види, за Кажи ми, вордингот на Димитар Апасиев, за неговите настапи.
Нити Левица ќе престане да постои после Димитар, нити Канал 5 ќе престане да емитува после после Мирчевски. Апсолутно. Така да во тој дел, начинот на кој што тој настапува во оваа временска фаза, сметам дека придонесува. Придонесува со вордингот кој што е. Чекај само ти прочитам. Сметам дека придонесува од 2016 година па наваму гласачкото тело да се мултиплицира над 100.000. Кој има за 100.000 гласачи? Па последните избори освои 60.000. Кај се тие 100.000? Ти како ги броиш ти? Не, ќе ги броиме на 19. Ќе ги броиме на 10. Добра, ама ти имаш баба Вангиовски некој синдром кај тебе, добро. Немам. Само со слушаме за овој човекот пошто се го фативме околу да го морализираш човекот кој што е лидер на партијата. Знаеш што му вика во јули 2022 на тогашниот председател. Значи види, ние можеме да не го сакаме председателот. Ја и ти, двајцата, така. Точно. Можеме да не го сакаме овој сегашен премиер, да му наоѓаме. И хонорарниот председател на државата. И хонорарниот председател на државата. Но мораме се согласиме дека ја обавуваат функцијата во име и твое и мое и на сите. Дали ни се допаѓало или не, имаме право на критика. Така ли е? Не ја обавуваат во наше име. Еве, не ја обавуваат во наше име и затоа имаме право да критикуваме. Точно. Ама дали е нормално лидер на партија да му каже на Пендаровски ти се жалиш, мајка ти ја спомнале, па не ти ја ебале бе, ти ја спомнале, само мајка му почината. Не би коментирал искрено. Ама види, не сакаш да коментираш зашто оваков вербален примитивизам во нормални земји не ги пушта да влезат во собрани, ги носат во специализирани установи. Видете. Викам специализирани установи, не само санаториуми, да мислиш. Околу психолошкиот момент на настапот кој оваа телевизија го има спрема Димитар Апасиев и обратно, не би разговарал, верувај. Си имате арена во која што треба да се ги надминувате тие недоразбирања. Мене, ако ме прашувате, сте ги погрешили адвокат. Не. Сега те прашаме на работа. Извини, се може ли да се вратам на нешто лукративно за нас? Ако. Може? Може. Покрај тоа што ти го кажав тоа што сакам да ти кажам, иако има уште многу, ама ќе видам што ќе кажувам околу Левица и Апасиев. И имаме мака со вој предизборен период, иако мене никако не ми е јасно зашто се користи терминот предизборен кога е во фаза на избори. Еве како што надпартиски, нели? И сега едно од правниве лица тука што се, да не ги спомнам независниве, го тужи Канал 5 како правно лице, значи некој будала, затоа што некој трето лице кажало нешто за него на Канал 5, а Канал 5 не го објавил демантот. Викам, како можеш ти да бараш ја да го демантирам? Да објавам демант за нешто што некој друг. Кажи ми, дали тоа трето лице е нормално за тебе? Па видете, секој има правни советници кои треба да ги советуваат. Не, ама кажи ми дали ова ридикулно за тебе, смешно да се мислам. Во каков систем живееме ние? Штета е што за правните совети ние не одговараме. Ама за вакви глупости се смееме. Мислам, се смееме. Зависи од кој аспект гледаш. Вистината во правото е субјективен одраз на објективната стварност. Да, но секој од нас различно е гледа. Да, ама ти да бараш од мене да одговарам за трето лице. Сега Иван, ако го работам нештото за хонорар, можем да те убедам дека и е нормално се. Па не е нормално, знаеш, како законот за медиуми предвидел, вика. Јасно. Јасни се. А нашто е интересно, иначе да не го користам термин, станува збор за Левица. Левица го тужи Канал 5 за изјава моја дадена. Видете, се надевам дека во иднина и двете страни и би требало во една поинаква ситуација и политички околности, таа топка треба да се смирува од мој аспект. Таа топка мора да се види, се една работа да кажам. Мора да бидеме искрени да ги поставиме, ако може да симулираме со рацете. Левица е овде, ние сме овдека. Во општествената пирамида не би ве поистоветувал, немој да степенуваш политичка партија со национален медиум. Јас не ве гледам така. Ама гледај, не гледа како политички опонент. Не може да ме гледаш како Ама сака. Па видиш, најчесто разводите се случуваат ради тоа што не се разговара помеѓу брачните другари, така да слушај, сметам дека слушај што напишал. Малку имате разговара. Слушај го сега вака. Ама навистина, Иван, те молам, не би сакал да за вашите преперки навистина. Ама не се наши, ама ти си представник на Левица, Димитар Апасиев е синоним за Левица. Но ти ме повика овде за политиките на Левица да разговараме. Па за Левица, ама чекај, политиките на Апасиев не се политики на Левица, се оградуваш што ти? Не, за личните преперки помеѓу Димитар Апасиев и Иван Мирчевски, јас не сакам да разговарам. Димитар Апасиев не можеш ти да го индивидуализираш. Димитар Апасиев... Како ни тебе да... Не, Иван Мирчевски, да знаеш, Иван Мирчевски денеска настапува како Канал 5.
И ворете Канал 5 да со ваков жаргон да напаѓа лидер на политичка партија. Кој е нападот? Можеш ли? Ама те замолувам, те преколнам, еве, две колачиња ќе ти пратам до дома. Кажи ми само кој е нападот и јас ќе се извинам сега. Видете. Ама можеш ли Да ти се да ми навратам? кажеш дали ова во ред за тебе? Капгата на Не сикофантот. коментирам, ама Иван ти не ме сакаш викна да за слушаш. политиките на левица од Адоше да ме Што ќе правиш, кажи ми ти сега во Прилеп, ако на која позиција си ставен? На второ место на советничката листа од левица. Значи дека имаш шанси да влезеш. Практично сум влезен. Предходниот состав имаше Колку имаше? 20 советници, Добро? а сега целиме кон Четворица? минимум 4 или 5. Добро. Од анализата која имаме правено на локално ниво, гласачкото тело на огранокот на левица во Прилеп се зголемува. Искрено ми представува ми се исполни желбата да можам барем еднаш во месецот на сите досегашни состави и репрезентите на сегашните да им поставувам пример за тоа како треба да се работи во нормала. Ние изгубивме нормалата во ова изборна кампања, слушаме ветувања, стереотип од сите претходни изборни кампањи, а никој не зборува за основата, зборуваме за нови сообраќајници. Во Прилеп нема на пример сообраќајен проект. Пази, 21 век, луѓето зборуваат за екипажи за Марс, Точно. ние зборуваме, се радуваме на уличка. Точно. Ние се радуваме во Дојран имало вода. Точно. Се радуваме во Скопје се очистило ѓубрето на у контейнерите. Точно. Види, мене ми е многу жал за една работа, искрено ќе ти го кажам, Жаре, што ние како општество не сме свесни дека мораме еднашка да се сплотиме и да ги најдеме основните не црвени линии, основните човечки линии испод кои ќе речеме дека ова не е живот. Точно така. Значи ние не можеме да се тешиме меѓу себе, овој го фрли ѓубрето кога ние самите го правиме. Точно се согласувам. И Ние тука имаме мораме, култура види, во културни земји. апсолутно. Сме некултурни во нашата. Така е. Во 2021 година, кога учествував на локалните избори како независен кандидат со своја советничка листа, не можев да не перцепирам дека настапот на ВМРО и СДСМ во Прилеп беше заеднички сплотен по однос на притисокот да не се издействува втор круг или буквално да се елиминира можноста за трета опција да влези на Зарем веруваш политичкиот дека паз. стварно е тоа така, дека ти Не да верувам, јас сум убеден во тоа и сум се уверил во тоа. имаш некој аргумент. Види, вечерва јас Имам. човек што практикувам кога разговараме, Ти еве благодарам покажувам, тоа. Да, имам. пак покажувам слики, еве тебе те Точно, прашам, точно. кажи ми што сум го нападнал, ти не можеш да ми покажеш ништо. Кажи ми сега за ова дали имаш аргумент. Имам апсолутно. Во периодот од 2015 година, од почетокот на бомбите, Кој беше како член на како СДСМ. член на правната комисија на Социјалдемократскиот Ти сојуз, беше член на правната комисија? Да. Кој беше претседател на таа правна комисија, се сеќаваш? сега е Стевица нотар беше? Игор Ефремовски. А не беше Стевица? Сега е беше? нотар, не. 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 Ама чекай, зборуваш за За правната? Прилеп. Извинете, Види, зборуваш, Иван, не на никогаш не генерално. сум претендирал за позиција во централното раководство, никогаш не ми било приоритет, немам ни време. Ти се оние политичари кои што сакаш и да делуваш и да мислиш локално. Иван, нашиот двор сакам да си го исчистиме. Јас за што да зборувам ако не можам да направам нешто за Видиш ти сопствениот што град? убаво ми кажеш. Ти со кој што ти викам, вамо ја љуштиш според ВМРО партијата, а овдека си ги трошиш парите. Мислам, и тоа е, дворот е важен. Верувавме во една идеологија дека кај народот, кај прилепчани постои некоја свест која што можеби ќе ги избалансира тие за нас спротивставени страни ВМРО СДСМ, но гадно сум се излажал, извинете на терминот, затоа што во Прилеп, како и впрочем во цела држава, Ти клиентелизмот, доаѓаш од левица, ова е како да ти кажеш. клиентелизмот, Ова е да, ќе дојдеме и до левица. Најкултурните зборови што искачат Да. од уста на левица. Не, верувај дека сите сме такви Еве верувам, и тој е правник, доктор по право, во Штип, една култура што да ти кажам, домашно воспитање. Не би Тоа се вика, коментирал види, за во вашите лични социологијата односи, се реално. вика воспитна запуштеност, да знаеш се. Па можам да речам дека и обострано ви е нештото. Сега Дај ми има- аргумент, кога ќе чуеш од мене збор Види, кој за е кавга се наводен. потребни 20. Не, грешиш. Овдека не е кавга, овдека зборуваме за примитивизам Како базиран да на е, да се навратам на... И кажи ми сега, кој ти е доказот освен твојата перцепција Еве. дека тие ВМРО и СДСМ Така. се здружиле? Тоа ме интересира. А, Стварно е од феномен. 2017 година, со почеток на шарената револуција, се водеше една паралелна кампања, а почетокот на шарената во Прилеп отпочна само иницијативно и надвор од партиските директиви. Исто и во Скопје. Да.
Веднаш се прилепи Социјалдемократскиот сојуз. Колаче може? Не, ти благодарам. Добро. Веднаш се прилепи Социјалдемократскиот сојуз, заедно со невладиниот сектор и оттаму произлезе таа соросписка револуција која сега ја кажуваат сите. Каква револуција? Соросписка, шарена револуција. Сега гледај. И додека тие паричките си ги трошеа за своји намени, јас Имаш ли некој да домашниот... ми кажеш кој што е вистински екземплар за сороспизација? Не би именувал искрено. Јас би кажувал, би тргнал од мојот личен пример. Јас од домашниот буџет за таа шарена револуција издвоив близу 30.000 евра Молам? во бои, 30.000 евра. 30.000 евра. Да, во бои, во јајца, Па во како бе кажи ми бакли, со во... тие пари сега си се довел во Во ситуација портали. да си изминативе 3 години во загуба. Еве, ќе ви кажам зошто. Од 2017 до 2019 година, односно до 2021 со мојата кандидатура, јас своето работење со адвокатурата го сведов на некои 10-20% Од претходното. активност од претходно. Значи во загуба си бил Апсолутно. квантитативно и квалитативно. Точно. Види, во адвокатурава нема загуба има. Кај нас еден кривичен предмет може да те врати во живот за пола сат. Озбилно? Да. Зато ги работиш, зато ти кажат адвокатот на Да, ќепол кривичен. хонорарите кои ги остваруваме во кривичните предмети во зависност од проблематиката може да се движат до нема лимит. А кажи ми, примаш ли пари во кеш како некој адвокат што сум чул? Да, и сум должен да ги Пријавиш како пријавам, прате точно. дневен промет, така? Адвокатурата е единствената професија на која што УЈАП не им го најде крајот. Едно време воведе адвокатски маркички, па не им успеваше тоа, нас Грешиш, има и црковните лица, свештените лица. свештените лица, видете. Ако мене ме прашувате најголема перална за пари е Јас не го кажав ова. Јас го кажувам. Ја тоа. не го кажувам. Јас го кажам. И не смее да си дозволи државата, покрај целова имот што го има Македонската православна црква и ИВАЗа, да остане неоданочена, како што сите даваме придонес кон црквата и црквата треба да возврати на ист начин кон верниците. Тоа е моето мислење. Верник си? Верник сум. И се уште како верник, како човек од правото, како што има во својот код генетски. Значи материјалот е таков, кога се како зборуваш. Да. Ти ќе ми кажеш дека во ред вака јавно мрсно да лажеш и да Ама пак ме навраќаш негде кај што не ми е местото, Иван. Навистина не ми е местото. После Апасиев, кој ќе биде виновен за вашата релација? Сакам да ти кажам дека треба да ти објаснам само една работа ти кажам. Тоа е исто како што ти го тужеше, му поднесе кривична пријава на Мајран по Прилепски случај. не е кривична, кривични пријави се. Кривична пријава. Ама ти една, може ли само да закажеш? Прво кажи ми зошто се викаат Маријановците во Прилеп Мајран? Не знам. Ама така е, нели? Така е, нели? Па да. По Прилепски така, По Прилепски. Така, Мајран. Да. Или на пример Тања се вика Тајна. Пародијата само да ти ја кажам по однос на тој Не, човек. види, остаje пародијата да ти кажам има малци пародија во кривичната пријава, мене ако ме прашаш. Добро. Една што прочитав што најдов, вика го си поднел кривична пријава и за тоа се го процесуира, ама го ослободија човекот. Затоа што во текот на шарената револуција, кога вие ја изгнасивте до крај Точно. општинската зграда, и кога предпоставувам како човек кој што има етика држи малку до себе, за тебе зборувам, си видел дека се направиле баханалија невидена и нешто што се вика штета на нешто што не е ваше домашно, туку на сите нас, Општествена одговорност е тоа. Така си му стегнал кривична пријава на Маријан Ристевски затоа што превентивно не е осигурал зградата. Сега да си направиме една аналогија пошто си правник. Дали тоа ќе значи исто ако ти имаш брат исто правник, ако не се лажам, така? Дојде брат ти дома, извини што го мешам. Ако нема врска. Извинувам, не сакам, нема брат, не мешам. Сум си ветел, не, сум си ветел, не мешам. Маријан, Добро. да те сретне утре на улица, да ти стегне еден бокс, така уво, да паднеш на очарите, ти пукне левото стакленце, да станеш и после тоа ти да го тужиш него и онда се правда, види, Жарко требаше да биде осигурен. Нема компарација. Еве, дозволи да ти кажам зошто. Од кај да знае некој која зграда, кажи ми во државата, еве сега во моментот, која општински згради си ги осигуруваат зградите за Специфична е Прилепската. Еве да ти кажам зошто зошто. е специфично?
На седница на совет, директорот на јавното предпријатие изнесе податок дека штетата на општинската зграда Илјади. изнесува негде околу 60-70 илјади Сега евра. дошла до 100.000. Да. И јас како предводник на таа шарена револуција од правен аспект си поднесов предлог за обезбедување докази вешто лице да ми кажи колкава е штетата и колку пари се потребни за чистење на фасадата. И Во тоа вештачење произлезе дека стаклата кои се на општинската зграда се наместо со некоја течност која требало по тендер да биде премачкана. премачкана со И за као некаква заштита емулзија, од нешто уве така стакло, претпоставам. тоа добро? била обична фолија. Излезе дека и не е осигурана. И што е најтрагично, излезе дека општинската зграда до ден денес не е легализирана. Бесправен објект во центарот на градот, од кај што локалната власт дели правда за бесправно А види, изградени сега и објекти. ти имаш свој личен бесправен кој што ми го прати. Точно. За да ти го покажам, Точно, што мене точно, ми е точно. многу чудно. Многу сум горд на тој дом. Баш сакам да видат Да. гледачите човекот како, види, морам да ти кажам и дека треба да бидеш горд, а артифицијалната интелигенција естетиката ми рече дека отприлика има околу 450 квадрати. 470. Ете, близко. Да. Еве да видат гледачите. Ова ти е во Точно. Ореовец, ако не се Да, лажам. во село Ореовец. Тоа е кога ќе се спуштиш од Плетвар, лево му доаѓаш. Па на 400 метри од ископот кој го браневме со протестите за Бехтел И Јенка. сега вие го браневте за Бехтел Ленка за да си ја спасиш куќата што ти е нелегално или Не, не? не. А зошто да не го Да, сватам јас тоа? за така, уште кажи ми? 120 вакви објекти. А зошто да не го сватам и за тие 120 дека тоа го правите да си ги заштитите? Ама пред се за својот имот го правев, Иван. ама како може правник да си дозволи да гради нелегално? Супер прашање, ти благодарам на прашањето. Немој кобам ропце, ти благодарам на прашањето. Ти благодарам затоа Немој што молим те, тоа ми е толку не види со ова прашање ти во благодарам, моментов, па не треба ми во моментов благодараш. се соочувам И со до- решение, со анонимна пријава од совесен граѓанин, доставена до министерот за транспорт и врски Александар Николовски, За па препратена до МВР ПСО на Прилеп, па препратена до градежна инспекција во општина Добро. Прилеп, за да би можел да постапува градежен инспектор, инаку по анонимки не се постапува. Во 2019 откако купив земјиштето во село Ореовец, мојата кој што сопруга не е работи дел од ДУП, така? Да, да. Мислам дека нема Мојата ДУП таму, сопруга работи во локалната самоуправа. И сега во моментов. И сега во моментов и прво нешто како и секој нормален граѓанин, Сопруг. појдовме во одделението за урбанизам и побаравме одобрение или решение за почеток со градба на објектов. Од таму, впрочем и го знаев нештото, но сепак требаше да прашаваме некој така. Од таму ни беше кажано дека земјиштето таму урбанистички плански се уште не е уредено. Тоа беше сторено во 7 месец 2022 година со донесување на урбанистичкиот план. До тогаш овој објект беше изграден ваков каков што го гледате сега. Мора да ти кажам дека велелепно изгледа. Видете, се што Од сум дека наследил од мојот татко. Добро, не и- велам, Не, сакам да ти кажам ја нешто. не те прашам за потекло на парите. Види Ива, не, сакам да ти кажам нешто. Ние со сопругата и со децата многу го сакаме животот во природа. Ова ни беше иницијалниот акт кој требаше да го направиме за во следниве 5-6 години да се изградиме свој дом. Стај, Ти бе, благодарам, навистина не би сакал, на одење можеби. За да се изградиме свој дом близу до Прилеп, за да ми биде мене поблиску со работата, а и да можеме да функционираме. Го изградив и јас не го кријам нештото, впрочем, Ти даваш една изјава во 2021 дека за кампањата за локалните Точно. избори дека некои големци од СДСМ во тоа време ти нудиле да ти ја легализираат, односно во градбата, тоа е твоја изјава. видете, Види, јас сум човек кој што во многу која година? читам. 2021 рековте? 2021, да, само секунда да го Ајде, најдам, ќе го молам, прочитам, ако убаво има тоа е таква твоја, изјава. тоа е твоја изјава цитирана во медиуми. Века Стевановски, еве го, објави снимени разговори на кои може да се слушне како еден од неговите активисти, поранешен член и председател, му ветува социјална помош, легализација на куќата, работа и платени сметки. Не, ова се однесува на погрешно имате сватено од снимката која е произлезена. Добро, а на имате која- можност да ја најдите на социјалните мрежи. Види, менталната Се хигиена не ми работеше дозволува да за слушам партиски, туги да, разговори. за партиски член се работеше на кој што му беа ветувано вработување, легализација на објекти, тие работи, во никој случај не е поврзано со. Впрочем, јас си го чекам законот за легализација како што тоа го чека цела држава. Премиерот нели рече Добро. да градиме, да не рушиме, така. Така беше. И по донесување на урбанистичкиот план, Ја го сватив да градиме институции.
Не, јас го сватив да градиме нови населби, како градите Чаир како и тие гродежне. да. Ја го сватив да градиме институции, пошто сме ние девастирани по прашање на институции. Па доволно ни се институции, Иван, види, едно Да, предградиње не на Њу Јорк сме. Не зборам за вакви нефункционални. Да. Нормална институција каде што нема Се партиски согласувам. војници да Се бидат согласувам. вработени, каде што има мери систем. И впрочем, тоа не треба да биде тајна. Ама Јас пак чекај, ама значи ти имаш изградено формално Точно. правно дивоградба на не твој е точно, не е точно. Не. Зошто не? За да биде дивоградба треба да ја градам на место кај што урбанистичко плански земјиштето е уредено со акт на локалната самоуправа. Ама чим не е уредено, а земјиштето е твое, тука Точно, сме јас чуци, имам уставно право да го бирам моето место на живење. се согласувам. Но дали имаш ти право да изградиш нешто што е во некаква сива зона? За жал, Не е сива зона, не е сива зона. Па да те Законот прашам. за градење предвидува обврски, наметнува обврски и должности на луѓето кога градат во урбанизирано каде што место. има дупови, еве да Точно. за граѓаните да им Да биде објасниме, така ли е, попластично, да. Но значи ли тоа дека било кој граѓанин, еве пошто си правник, да ти искористам повторно како на примерот за Левица што не тужи за трето лице, видиш, да искористам, па јас сум прагматичен човек, сега си вика, сега знаеш ја да му И сеам на во твоево има политика, ајде. Абе видите, ја да му сеам на адвоката да му плаќам 300 евра за и са, Така, ти имам тебе слободно да ми проболи, плати. така ли? Пробоно, точно. Така. И во целата, замисли се на ние граѓаните се подеме надвор, после Катланово има убави делови кои што уште не се решени, може да си купиш, а нема дупови, си купам јас и баб ти направам куќа, некој замок од фоф, види бабашко ти е замочево. Некои викат хотелки се правили, кама какви човече хотел да правиш Ореовец хотел, што ќе Не, прави? ние сме поприлично, сега морам тука да ти напоменам, ние не сме само 4-члено семејство. Него? Јас имам и претходен брак, од кој имам и едно детенце, а поранешниот брачен другар ми е сестра, всушност после мојот развод, така да нештото кое сум го направил во село Ореовец треба да остане за моите поколенија кои доколку решат ќе имаат едно огниште во кое што можат да Многу се човечки, вратат. секоја чест. Значи кај Ореовец немаме никаква приказка со тебе околу етичкиот момент, затоа што И да, застанав да си го бранам покрај загадувањето на Ами, природата твојот и објект. моето огниште. па да, затоа што знаеш како Апсолутно. тогаш го представи, не го представи дека си го огништето, ама Мислам, како мислам да дека ви е кажам, види логично. е. глупаво е да се лажиме кога реалноста е таа, ја не се кријавам нешто. Така е. Иако види Бехтел Јенка си имале нели своја патека која што требало да изградат и Не е точно, не е точно. Не, тука сакам да ти кажам, тоа се договори подпишани од твојата претходна партија. Точно во право. Сега те Јас прашам, се види, тоа согласувам. многу ми се допаѓа сега. Сега ти беше лик кој што беше препознатлив, она нели че си лежите и целата работа претпоставам дека Бутала. ти беше убаво, можам да кажам. Да, во тоа. верува во нешто тоа. Не само што веруваше, него уживаше да бидеш Точно. под рефлекторите, да бидеш постојано во некај полуцентар на јавноста, затоа што сакаше да ги искажеш своите афинитети дека нешто треба да смениме. Точно. Не дека ти сакаш себе да се промовираш како човек кој што јас ке менам, него еве една заедница, шарени вакви такви онакви. Се кажи ми, од оваа перспектива и она сејо, нели ти е криво што се случи со Катлици, се разочаруваш од целата таа фама на едно движење. Ја тоа го нарекувам движење и тоа реално беше движење. Затоа што почна прво шарената, па СДСМ се налепија. Точно. Не беше тоа генерирано класично СДСМ. Точно и тешко после шарената И те дека гледам, има сета така дека- кај тебе во очите кога ти Точно. го. Зошто се разочараш? Кој те разочара? видете системот не разочара. Ама не е системот, види, Системот е. Кога ќе речеш системот, ја не го прифаќам. Иван, ние го поставивме системот таков каков што е. Ние сме народ што не знае да казни. Ние сме народ што одамна треба Знаеш да му зошто се не случи знаеме да непала, казни? ама не му се случува. Знаеш зашто не знае да казни? Затоа што не се казнуваме прво себе си. Точно. Во право си. Значи колку пати секој од нас Само реше да критички гледа никој не емисијата, размислува. кога ќе направиме некој прекршок, вртиме по пријатели да не платиме. Само критички никој од нас не размислува, во право си, и поголемото ткиво, за жал во државава, од гласачкото тело, мислам, повторно се навраќам на клиентелизмот, е она која што ја влече идиократија, буквално градиме Класична идиократија. Впрочем, им порачувам и на гледачите да го гледат Идиокраси, е многу добар филм, стар, и ние сега тоа го живееме. Пластично. Ама ние го изградивме, сам да знаеш. Сум разочаран по однос на... Но зошто? Кога се разочарали Заев, на пример, како Апсолутно, апсолутно. Видете, оној кој не може да свати дека Заев сега му го прави на, односно Мицковски му го прави на членството и на партијата, она што Заев им го правеше од 2015 до 2019. А што им правеше Заев? Можеш ли Па еве преку пластично, ама со неколку примери, да не беше преку лоши кадровски решенија, Добро.
очигледниот избор го избегнуваше за да поставува партиски послушници. Твојот прилепчен е Сугаре, може да кажеш дека е партиски послушник. Па сигурно е партиски Ама послушник. добро, види, тој е партиски член, сега не постои влада нигде у свет што не е партиска влада, политичка влада, извини, не партиска, Так. политичка влада, во крајна линија тоа е и задачата на владата. Да. Но сакам да те прашам дали Сугаревски го ставаш во категорија на неспособни, Точно. неспособен, а? Да. А беше министер за транспорт? Па видете, ако беше способен, Прилеп досега ќе беше приоритет број 1 на агендата. Па зошто тогаш во таа изјава што даваш кога си заминуваш од СДСМ, се обидувам да го парафразирам, да не ти За да не барам нанесам штета на партијата, да не јас и така викаш, дискретно заминав. не, од ти партијата. другаче кажа. Малце лукративно и за себе го кажа. Точно. Рече, јас не гледам развој на хиерархијата како што се точно. ветуваше Има постои еден и како плафон. што вика се очекуваше Постои плафон кој што раководството не дозволува да биде срушен. сега, зошто ти очекуваш ти да бидеш во таа хиерархија? Зошто ти мораше да Па бидеш затоа тој? избегов, пошто Значи, пак се враќаме на тоа дека си имал лукративни моменти. не е ти точно, си... не е точно, видете. Од 2015 до 2017 година тогашното раководство на општинската организација во Прилеп буквално ги криеше по фиоки кривичните пријави кои правната комисија ги сервираше. Само биди конкретен, кои се тие од... Па имаше некои 12-13 кривични пријави против Маријан Ристевски, директори на јавни предпријатија за злоупотреба на службена И положба. ги криеле. Буквално ги криеше и не ги користеше во предизборната кампања со цел да не се наштети на индивидуалци од спротивниот табор. Добро. Дури по однос на ова прашање сум имал средба и со Заев во тој период, на кој му беше укажано дека сите материјали кои не се користат од правната комисија се ставаат по фиоки. Добро. Па во тој период беше побарано од него претседателот на општинската да ни се подпишува на примените материјали, како не баре на таков начин Тоа ќе се... која година се чуваш? Од 2015 до 2017. Да се подпишува. Да се подпишува. Ово за да времето, не се ово се- најлошиот период на комунизмот. Па, така изгледа, да. А инаку во правната комисија учествувавме 18 правници, исклучително добри правници и повозрасни и од помладата генерација кои на вистина ради партискиот плафон не им беше овозможено да прогресираат во Но внатрепартиските зошто скандали. мора прогресијата и унапредувањето личното, индивидуално, сега не зборуваш ти за колективно или за групно некако помало, зашто тоа мора да биде предуслов за да вие бидете задоволни од колективот во Па би случајот дозволил од на партијата. хигиеничарот да ја води емисијава наместо тебе. Ако видам дека има капацитетност, Ако видиш дека има, да, точно. зашто да го девалвирам Ти благодарам хигиеничарот? на одговорот. Значи, изборот на кадровски решенија кои во тој период во Социјалдемократскиот сојуз се вршеа беа нонсенс. Но добро, ти нели е малце тоа пресубјективно? Не е пресубјективно, Значи, објективно. се што ќе те прашам, викаш не, не. Објективно така и се докажа во следните избори. Со Иван. кој мерит систем? А ти го гледаш меритот го Резултатот кој гледаш подоцна се покажа го потврди. индиректната демократијата на така наречените Прилеп и избори. Куманово беше единствениот град, нели паролата на Заев тогаш беше дека најдобрите ќе ги извадат анкетите. Ние анкети за Прилеп и Куманово не видовме. А напротив- ги побарали. Да, ги побаравме. И? Значи на состанок на кој што присуствувавме 5 кандидати за внатрепартискиот избор, меѓу кои еден падобранец, поранешниот градоначалник Илија Јовановски, без своја програма, без ништо. Јас му ја пуштав на Сугаре за да ја користи за време на кампањата. Немој сега Сугари ке може ке рече. Ама тој побар од мене, јас му ја пуштив, реално. Добро. А со Сугари живееш уште? Апсолутно, не сум во лоши односи, нормално како прилепчани дека треба да живееме. Не треба нормално. Политичкиот ангажман не значи дека треба да имаме лични Така е. недоразбирања. Ти си комуницираш со генерално со Со сите сите. политички субјекти, Па од нема сите зошто да не провиненции, така ли? комуницирам, зошто? Па, Мислам, не би требало да се плашиме да комуницираме. апсолутно. Па, Комуницирам и со Петар Ристевски, комуницирам и со Ане Лашковска. Мислам, тоа граѓанското во нас не смееме да го... Фрлиме под тепихот особено на- и граѓанското и локалното. Ја секој што се, знаеш како, мораме ние матицата, во една политичка партија и во општество мора да Точно, биде таа точно. кој што ќе не поврзува. Најголемиот Локал страф. патриотите се за мене клучни моменти во една живење Точно. во една општина. Најголемиот страф и на двете политички партии кои досеја функционирале е тоа да дојде некој неселективно да ги бира најдоброто и од едните и од другите. Тоа е најголемиот страф, предпоставувам се согласуваш Да. по однос на ова и моја е тезата дека надвор од таа рамка не смееме ни да размислуваме, реално.
Така. Локалната самоуправа е и на неопределените и на оние кои нема да излезат да гласаат. Како што векам дека председателот и премиерот и мои твои на Во сите 80% од локалните самоуправи не функционира одделението за внатрешна ревизија, кое по закон треба да биде воспоставено. тоа не е само таму, тоа е секад. Во 80% од општините не Ама, види, функционира. ние Единствениот систем кој треба да ги контролира трошењата на Значи, јавните види, пари. ние веќе не пукаме по сите шавови, ние сме распукани, Точно, ние сме веќе атрофирани каде Ние што треба доправа да работиме за да се доведеме во некоја нормала. да дојдеме на нула. Точно. Ние сме минус. Жал ми е што Согласувам. вака го кажам, но тоа Се е тоа. Ај согласувам. сега да се вратиме на посмешните теми, ако може. Ако. Ако може камера да ми сврти. Што ќе кажеш ти сега за ова твојов лидеров дека Па мислам дека е објаснето на другиве медиуми на кои што гостувал. Значи како објаснение да ти прочитам, ова е на Енвер Ходжа. Не знам, не мора да ми објаснуваш, знам кој е објаснувањето и се дека согласувам со дека него. тој во тој период тоа Ама што го види. правил на македонците, тоа било тоа, са што да Види, правиме се? Иван, ние турските инвеститори денес ги не, восприемаме не. во држава како Не, ама Ама види. така е, види. Ама те молам да одиш и да се поклониш вака тројца. Кај еден од Да, затоа што на времето партизаните поминале низ територијата на во Албанија. 1975 овој човек, се треба да најдеш малце книга ќе ти пратам Не, да окей, видиш. окей, ја знам ги историја. сменил имињата на презимињата на сите кои што завршувале на ОВ, на ски, ги ставил албански, како и вршел бугарите и србите и- и сите други. секуритатели, така се викаше од логасената полиција, ги ангажирала за еден класичен погром и етничко чистење. Точно. Класичен етник клинзинг. И сега пази, ти да појдеш, ај што според документите се убиени преку 1500-2000 македонци. Се убиени албанци преку 15 до 20.000. Ти да појдеш и да му Ама подадеш... таков бил режимот, Иван. Ама како можеш ти да се повике? Па сега исто да те празишам. Сега Сега треба да ги мразиме германците не, заради него Хитлер. дали ќе појдеш сега на гробот на Хитлер и на Чаушеску? Да би пошол да се фотографирам, не, што ама сакам да да се го посетам. ама видов дека не е фотографирање, Поклонување ова не е туристичко. заради Абе имаш венец. Венец му поставуваат просту, вака стојат, просту, знаеш што е просту. Точно. Те молам. Абе еве во која чест го поклонуваат Која венецот. порака ја праќате вие? Види Иван. Која порака вие како партија? Дека се тројца, како се викаш овој Хакуна Матата, како се вика овој? Како се вика овој момче со брадава? Има време ќе го запознаеш понатаму. Овој така се викаш како Така некако Хактан. како? Хактан. Хактан, добро, ја Хакуна Матата од сопадиот. Са момчево, пази, тројцава се сликани, имаш и четврто лице што ги фотографира. Да. Значи тоа е направено цел мизансцен, знаеш што е Не знам мизансцен? зашто ме вовлекуваш во овие води, на вистина има објаснето раководството за зашто е Ајде, чекај. положувањето на цвеќето. Може? Немам потреба на вистина, Ама- висок ми е шеќерот. Висок ти е шекерот? Да. Колку ти е? Не, мислам висок ми е доволно, нема за да потреба немам се- потреба. да. Аха, ја реков не треба нешто да Не, донесеме. не. Јас се ти кога се договаравме, ти ми рече добро, легитимно, јас ќе ти кажам Апсолутно. што не се согласувам со левици. Претпоставам дека не се согласуваш со вербалните примитивизми. Точно и мислам дека легитимен е од одговорот да се Плутони, анали, објасни така зошто натаму. било положувањето на цвеќе Да, па положувањето било затоа што бил дел од македонската историја и дека бил тоа точно што убило македонци, тоа било тоа режим. А тоа што пропуштил низ Види. територијата на Албанија да поминат македонските партизани. И пропуштил, а после ги сотрал сите што останале таму. Ама- Стекот ти фала ти тоа. Не, кај го пишува дека после ги сотрел. Па ви Сите пишува што- историјата, не сите. Не. Се ти кажам дека се преку 2-3 Во одреден политички моментум, овој човек кај што сега се положува цвеќе, Енвер Ходжа во ниту една историска книга, во ниту една историска читанка, те молам, еве, немој само на твоите деца да им кажеш дека е на светлата страна на величање историјата. тама работа. Па величање донесеш да се поклониш Тодор просту. Александров е на светлата страна на Ке историјата. мене не е во мојот. И во мојот не е. Во мојот видокруг И не. во мојот не е. Нити е А Ванчо оти не Михајлов. зборуваме за нив. Јас зборам, стално прашувам. Ти не си ме, па нели ме следиш? Те следам, те За следам. Ванчо Михајлов, за бугарите. Не со овој интензитет мораш да си признаеш. Како не со кој? Со овој интензитет не ги критикуваш идентичниве постапки на другиве политички партии како Па ВМРО. веќе зборувавме за Дафина, зборувавме, го гледаше ли Миле Левков? Го гледав, да. Ема гледаш се посмејуваш, Го ти е гледам. симпатично, Го гледав, да. а сега ме критикуваш дека го немам. Па барем биде честен, искрен како што смеат честен, искрен со Точно, тебе да го кажеш гледам. дека немам никаква задршка Не, кај види, ниту еден. карактерот Кај на нашите твојава етнички- емисија е етнички започит. албанци. Реално. Кажи ми кај етничките албанци, кој им вика дека кој друг им вели дека ние во 2001 сме ги доживувале како терористи? Тоа е факт. Точно. Ама не може со никакво пенкало тоа да ни го сменат жартво. Никој не може и никој Абе не може да го моето смее. срце да ми го праша, да ми избрише, да ми А направи. да, дека- ама овие политички структури кои досега функционираат ни го наметнаа како факт дека се работело за сосема друго.
Мене ако ме прашуваше За борба на човекови права. за борба на човекови права, види, па тоа ама- не беа терористи. Ама како кога сметам- дојдоа представниците на НАТО, овдека Да, дојдоа дојдоа да ги нарекоа. спроведат некој Абе, експериментален, некој експериментален проект за ненасилно решавање на конфликти, според мене. За жал, ние сме класични by the book земја каде што се прават Експериментални проекти реално. па види експеримента малце тешко припреми Во политичка. подготовки за Се експерименти. согласуваме. Но дури мислам и на моменти дека сме и предмети на експерименти. Точно. Иако мислам дека и не сме свесни за таа работа. Како што не сме свесни него кога македонските партии не може да се соберат 3, 4, 5 да надијат минимална бела линија, да не бидам сватен не прашкаста, бела да, линија тама. Еве има кој да мисли на тоа. Еве сима, нели сима луѓе, бе, не веруват, кај искачаат. Еве и лиценца немал докторов патем. Абе, види се, како да ти кажам, тоа ти е, а замисли, не да не бил лиценца, замисли па да има завршено кундураџиско, а работел као доктор. Има и такви примери низ историјата на Македонија, да. Не ми кажа. Има, за жал. Сега ова мантра која овие 34 години по однос на ова не, прашање. ова само ме интересира. Ајде. Нели се гадиш малце кога ќе видиш вакви луѓе со кои што се сега у партија, кои што нели им кажеш луѓе, бе, не треба ние да величаме нешто кое што светската и Не се гадам, домицилната. зошто да се гадам? Мислам дека со одговорот кој го има дадено левица по однос на положувањето на цвеќе, треба да не го прошируваме прашањето така се опфатно. Значи да прекинеме да се правиме дека не се случило Не, се случило и во чест на тоа што Енвер Оџа на времето ги пропуштил нашите македонски партизани да пребегнат на територија на Албанија. Ај сега да завршуваме, при крај сме. Веруваш дека помина скоро час? Еден час? Ти се Не ми верува? се верува, Да ми веруваш. Еден би поминал без проблем. Ај се вратиме за последното што е последно во политичкото бидисување и кај мене ќе биде последно околу термините цензура и она што не се емитува во етерот платената политичка програма, ППП, скратено. Кажи ми, го знаеш ли терминот, мислам глупо да те прашам, го знаеш терминот што е на зборот цензура. А цензура не може да се практикува кај комерцијални продукти, во овој случај тоа се од комерцијална природа, пише во законот секаде. И мислам дека, да ти дам само едно мое мислење, мислам дека левица ова свесно го направи, ако они само со слушање после да искоментирај, свесно го направи за да се доведат во момент на емпатија и да почнат да го злоупотребуваат терминот цензура, затоа што види, на ланските избори оваа норма правна е воведена во 2021 година. На тој истиот Димитар му кажав и јавно, седевме јас и тој наручи и му кажав, дали гледаш ти што се случува? Абе, остай сега, тоа ќе видиме после. И за твоја информација, ова што е вака ставена норма и на барање на левица, Да им се заблагодариме на ВМРО ДПМН не, треба на левица, треба на левица да и се заблагодари, зашто мојот свиркач ми тврди, ајде не ќе го кажам кој е свиркачот, дека е на барање на СДСМ за да и учени на левица. И ако се сеќаваш, на една собраницка седница кога беше ковидот, кога Заев Филите му се обрати на пасив, му рече, добро се, зошто ова го правиш, кога знаеш дека јас ти побагав да дојдеме до ова што сме сега. И да ми веруваш дека е така. Не е така? Не, да ми веруваш дека е така што ми кажал од свиркачот. Движењето Ленка беше иницијатор на протестите. Благодарение на тоа движење прерасна во политичка партија во која што е денес. Ама до денеска знаеш дека ги обвинуваат за печатите, Здравко Савевски води судски спор. Се уште води? Да. Здравко Савевски има тука имам една изјава на една девојка која што била од помладокот, која што кажува како Димитар ги киднапирал печатите и ја направил партијата. Пази, знаеш како е многу интересно околу Димитар, само и околу не само Димитар и Левиц. Види, знаеш, само се обидам те објаснам. На цензурава да се вратиме. Се вратиме, само те објаснам она што ми го спомнам, зашто цело време го спомнам Димитар, затоа што Димитар е човекот кој што е истрчан напред и кој што ја води приказката наречена Левица. 7 лица се Ама он е 99,9% под рефлекторите и исторен играч. И види, тоа е легитимно. Се смета дека е најспремен, најподготвен, во крајна линија тој е единствениот кој што има формално образование, колку што знам во собранието. Како мислите формално? Па другите ми кажа дека нема факултети завршени. Не е така. Не е точно? Можда дел од нив да, но добар дел од нив. Зборам во собранието.
се во фаза на дипломирање, Ама на чекај, одбрана на магистерски Ама види, трудови. види, и тие дипломирање не е завршено, а одбрана на магистарски на Па мастер дел од е... нив има, колку што јас знам. Добро, Сега, сакам да ти кажам- сепак сум нов, Види, Иван. морам да ти кажам дека не можам да зборувам дека човекот е глупав, ако што тој вика за мене дека јас сум глупав, нели? Тоа зборува за неговата домашна култура, али дека е воспитно запуштен, тој е друго 20. Но сакам тоа да ти го објаснам. Настапува така како што треба за ова поднебие тука, и за ова тесто кое го имаме во моментов на политичкава сцена. Види, не е убаво да ги користиш термините, знаеш како Тесто е не можеш да ми кажеш дека е нормално човек кој што после работно време, после завршување на изборите, ќе оди ќе едуцира и ќе биде просветител. Не е просветен нормално работ. 34 години ние, граѓаните на оваа држава, да продолжиме да веруваме во... Никој не верува. Никој не Е, верува. па затоа и настапот е таков, Иван. Ама не можеш да влегуваш во војна со медиуми. Не ти се И обратно. медиумите, немаме обратно. Види, не Ви можеме. имате обратно, не Иван, за кавга се потребни двајца. Не, значи нема кавга. Слушаме да објаснам. Преска нека ќе да ме осеш да ти кажам. Во општествената пирамида секогаш се тие над нас, затоа што се тие кои што ја имат точно. и законодавната власт ја имат. Те молам, тие го носат законот кој што треба да биде апликабилен за нас медиумите и ние да се поведеме после по тој закон. Така или не е така кажам? Така е. Така нели не става Така во е. позиција на супремација негова, а во некоја рака во наводници инфериорност. И сега како може тој инфериорниот понискиот како медиум да го Не е инфериорен. инфериорен е Не е како не. точно. Ако нешто научи во изминативе 13 години е тоа дека подобро е да добијам судска пресуда за да ме обесат, отколку медиум да реши да ме гони и да ме осуди. И сакаш да кажеш дека ние гониме Вие медиумите медиумите некој? сте, би требало да бидете и сте главниот Ние сме лидер кој watchdog. треба оваа држава да ја Американците води. имат термин watchdog. Значи куче пазач. Точно. И тоа многу ми се свига тој термин. Куче пазач. Точно, И точно. така го правиме. Значи не може човек да излезе да лаже дека не е поканет и Добро, викаме во одредена фаза од вашиот развој како медиум мораш да признаеш дека сте се довеле во некоја ситуација која ете во медиумскиот простор оставила впечаток дека е раководена и Не. е диктирана Не, од јас властодржци Види. кои биле во конкретна временска затоа рамка. постоела дилема Точно. и јас сум го понел крстот. Точно. И секоја чест за нештото. Браво. Сум го понел крстот за евентуално оние наши граѓани кои што биле повредени Точно, навредени, точно, не за партијата, мислам да се Повторно доаѓаме до доблеста, тоа е сериозна работа и ја започна. Ете гледаш. Затоа таа доблест, таа извинување ми дава право вака со секого да разговарам и да го повикам на одговорност кога лаже, манипулира, користи примитивизми. Па можда во иначе имате прилика да се Јас го поприкажете чекам така. тука. Знаеш како го чекам? Ама зошто тука? Абе ви и на само Тој има интервју. тој си има таква перцепција како лидер на политичката партија и таква политика спрема оваа телевизија. Абе нека барем за сега. Абе ќе го викнам во утринска како сака. Абе во полноќна ќе го викнам. Ама небитно сега. Видим, дури ми не сакам да бидам медиум. Види, Еве ми- визитка видим. за мене. И кога чувствуваш потреба за правна помош, јас стојам на располагање. Абе сега ми ја даде пред малце, видели? Нормално. Ми ја даде дека сме во право, дека Да. дека сме во право дека левица ќе го изгуби спорот. Ти ја симулирав само со не, друго. не ни сакам да прогнозирам, тоа си е ваша арена. Како да ви кажам? Значи цензура знаеш дека нема и само со тоа сакам Не, да знам докажам. дека има цензура. Не, не може цензура на види, станува збор за норма. Како би било кога на овој национален медиум државата би ги ускратила сите оние права кои до претходната година Не ги се ускратени остваруваме? сега. Финансиски. Зошто не реагирал кога се доведени како правна норма? Сега еве те прашувам со некој обичен правилник Добро? од оваа Да година нема да нема реклами? Точно. Апсолутно. Дали тоа е цензура? Не, тогаш се доведува во прашање екзистирање на медиум, тоа што не може да екзистира. Не е тоа цензура. Ти не ми даваш, тоа не е цензура. Цензура да не ми даваш право ја дам информацијата што е од јавен карактер. Рекламата е комерцијален карактер. Точно. И ова е вашето вие се рекламирате. Се рекламираме и Сега да не се тој лажем. простор и тој простор А сега да те прашаме една работа. Е Дали искратен за левица. дали знаеш дека можеби постои треба да проверите дека да се рекламираат и во овие термини, но не како во комерцијалниот термин за платено точно. политичко изборно, него друго рекламира. Ама прашањето е што ќе треба да даете ваши пари од оние што се дотирани од државата. Точно. Не, Зошто што не го тие правите? што сме ги оствариле како партија од претходните изборни циклуси. Така е. Така би рекле за оваа кампања државата треба да извојува онолку колку што предвидува. Јас се согласувам дека е Процентуално. дискриминација.
Значи, јас сум А го видел инаку овој сметам дека мораш да апсолут признаеш и ти дека дискриминација. кампањата која наспроти сето ова ја води Амер Кој? во Скопје, Амер Мециновиќ. Требаше да дојде, знаеш ли дека ми вети. Небитно, сакам да речам зошто дека кажи ми, дали е во ред да ми ветиш и да после кажеш не ме види пута Иван, лидер? тоа е политика на партијата. Зошто Како што ветуваш? вие си имате ваша уредувачка политика, така и партијата си има таква Добро. политика. Инаку кампањата која Амар ја води на ова изборна кампања представува, мораш да признаеш, освежување по однос на предизборното рекламирање на било која програма, али Левица овој пат мислам дека во Скопје постави еден пример за тоа како треба да се води една позитивна кампања со примеси на минатото кои треба да не подсетуваат како Посери му се понатаму. на мицковизмот, како беше тоа? Па- Тоа е позитивна право за тебе, секој ти чест. Види, не сакам да Не само можеме да кажам. гледаме напред ако на не се Димитар му кажа финачка ве тегби ќе ти повторам. Не дај Боже на твоите деца, извини што ќе ти ги спомнам, некој да дојде и да ги користи овие термини, да видам како ти ќе реагираш после. А Значи кои многу е грдо. термини? Кои термини? Па еве сега што ти ги кажав цела вечер кои што ги практикувате како партија, а се сигурно генерирани од раководството, да не кажам Димитар Апасиев. Види Иван, Пази, како што рековме, ние основата ја имаме како држава за нормално општествено уредување овде. и сега ќе се поведуваме поради тоа Абе, што мене нема ми е не крив. нормално, зашто нема не Мицковски нормално. Ми е крив, бе, Иван. Мене Мицковски ми е крив. Па ги излезе Мене кажи, Заев еве, ми е крив. Па слушаш ли што зборуваш сега? Мене Бранко Црвенковски ми е крив. Кажи си. Лидерите на тие Кажи си. политички А партии не доведува медиумите, до оваа а состојба. не медиумите, така? А злоупотребата на Нема медиумите е злоупотреба. попатна станица само. Ако јас тебе ти викам и како што ти си дошол, Апсолутно. секоја чест за ова. Мислам со задоволство Значи, секој. овој себа Бе, уште една тура колачи ти дава. Значи неверојатно. И пази, клучен си доби. Да, И тебе да. пеката ако те види у прилеп, каже му пека јаја. Па има да го мавнам да ти кажам, право со него може да си дозволиме да си се. А си имате умовува со пеката? Зошто Па не? те правеше многу оди му абе, Прилепчани сме, зашто прилепчани не? така е, добро. Еко ми ја поднесоа сега пријавата за бесправно градење, право него му се јавив. И што ти Сигурен вика? си му викам дека ви одговара ова политичка кампања против мене, ама не вика, не шанси нема да е од нас. И од своја страна како совесен жител на општина Прилеп, па ја си поднесов со име и презиме пријава против тројца градоначалници за општинската зграда бесправен објект, за актуелниот кандидат за градоначалник Дејан Продановски за бесправен објект, за еден куп командири и началници на полициската станица. Актуелниот кандидат го тужиш за Не, зградата не во го кој тужам, што му тој поднесов пријава. и а дека си ги штанца, си ги маа. Зашто не? А има основ за тоа? Има? Каде има осо? Па има, Знаеш ли дека е гледаш на- кривично, знаеш дека е кривично дело? Лажно пријавување? Апсолутно. Апсолутно во право си. Апсолутно. И Сега, замисли- само да знаеш дека Димитар Апасиев ќе попие една следна кривична за тоа што лажно дали пријавува. можеш да предпоставиш сега зошто денес не сум одговара за лажно пријавување? Затоа што очигледно не било лажно пријавување. Точно така. Да, Разочаран, ме праша зошто мојот- сум разочаран. Разочаран сум од системот кој не ги процесуираше сите тие пријави. Значи затоа ти велам, кажи што сакаш. Дојдете кажете, затоа ги викам сите, дојдете кажете, ама ставете да прашаме и ние нешто. Мило ми е што го кршам мразот, се надевам Еј, дека во иднина Себа. ќе ги надмините вашите недоразбирања. Види, мило ми е што меѓу редови сватив дека не се согласуваш и се обидуваш да доправдаш нешто што не се правда. Не, точно не. А- Она што го кажав, тоа и го мислам реално. Аме добро, ама сега знаеш како сега не можеш да ми кажеш дека ти се оправдуваш терминологија, да не повторувам пак. Куртони, анали. точно, ама види, Не можеш да ми кажеш дека се гордееш со овие тоа. политички лидерства кои 34 Не, години треба да владеат одговори, ама државата види. заслужуваат многу полошо, Иван. Ама тоа се насочени кон нас, ние не сме опоненти. Види, имате Не, лоша зборувам перцепција. за политичкиот. Не зборам момент. ја ти зборам за нашиот спрема медиумите, не само Канал 5, не Сепак, само Мирчевски. не- Пази да не кажеш за твојот прилепченец Гоце Михајловски, од Гоце Михајловски е поглед само Иван Мирчевски. Види Иван, пак Како ме ќе го вовлекуваш погледнеш? Како сега едно ти ќе поле го што- Не. Кажи ми како ти ќе го погледнеш Гоце Михајловски утре во Прилеп, кога знаеш дека си член на Левица и му кажеш Гоце извини, ја не се согласувам со ова, ќе му го кажеш ли тоа? На кој рековте? На Гоце Михајловски, главниот уредник на Канал 5. Ете, не сум знаел. Јас Зоран Момировски го познавам од Прилеп. Ама тој е во пензија. Во знаеш, пензија си е, да, дедо. Гоце не го знаеш нашиот уредник? Што ја води само интервју. Да, не точно, го во знаеш, право, лепше во некој право. човекот. Точно. Не види. И респектабилен Јас прилепченец, нема човек благодарение кој што не го тугата знае. ми е новинарка по вокација. Инаку знам дека треба да градам респект спрема секој новинар без оглед на неговата уредувачка политика. И релевантна е. На таа. крајот на денот Важно е да види уредувачката политика е различна. И кај сите нас. И во свет се препознаено Точно. така. Но балансот, односно атрибутите на новинарството не смеат никогаш да бидат показани. И професионалноста. единствената опција во 2021 како независна советничка листа и кандидатура бевме кои ги поканивме без исклучок сите
дописници за сите медиуми Добро. на пресконференција во чинам Кристал Палас беше хотелот и Кристал уште пред Палас, не е да тоа. и уште тогаш на сите и пред почеток со сите лично се познаваме, живееме, им беше укажано и замолено беше, како впрочем и секогаш, да поставуваат прашања до безсвести назад, заради тоа што сметам дека една јавна личност или некој кој претендира да биде јавна личност не треба да се затвара по однос на медиумите. А гледаш колку тоа прагматично и практично го кажуваш, проевропски и пред цивилизирано, тоа е добивката на цивилизацијата. А инаку речникот кој левица го користи спрема политичките опоненти е заслужен, оправдано Не ти го спомнам, и е малку. ништо ако не ме зборам прашаш. за тоа. Зборувам спрема медиумите, зашто ние не сме опоненти, Добро. ние треба да бидеме, зашто види, јас не Од сите правила има исклучок. Иван, очигледно вие си имате некоја претходна историја во која што ја ама види, навистина не јас, сакам да. ја нема никаква историја, не може ни да има затоа што не сме на различни платформи. Она е платформата на законодавна власт, на политичка партија, ние сме на платформата на Watch Dogs на медиумите. Значи Така, немаме ништо заедничко. Мене ми е криво само што тој човек кој што беше и Ајде, мали сте, че се смирите. Не. кој што беше и колаборационист на Катица Јанева, Така. сега доживува некаква ренесанса кај себе и се свртува на еден начин спрема медиумите, но Види, зарем според тебе како тогашен партиципиент во СЈО направил некоја грешка, Димитар Апасиев, според мене не апсолутно. не требал да антиципира. Не можеш да антиципираш нешто што не може да се антиципира. Видиш убаво викаш, не можеш да антиципираш Катица Јанева. треба Затоа да е бил таму па, таков краток време. Он каже дека му требале пари, требало да го Не прекине си семејството согласувам, што е во ама ред. не Па не согласуваш за тоа, така? Не, апсолутно. треба Сите да му работиме за хонорариум. Па да, и ти си хонорарно. Жарет, беше мило што беше денеска кај мене гости, мислам дека една од ова тие од поубавите промоции во последно време Ти што си благодарам имал. за Ти можност. посакувам успех на локалните избори. Се надам дека твоите сениор политичари во твојата партија Левица ќе излечат поукот од вечерашните обраќања и се надам дека ќе господинот лидер ќе дојде, ќе собере храброст. Види, лото не мора да играе. Поприлично имам ја што да научам од нив. Но во Само секој те молам случај немој да го учиш речникот и однесувањето, фрлање Не, на харти, кршење компјутери во Не, сала и не, така не. натаму. Па знам дека нема да го правиш тоа. има Ти и други благодарам, начини. ти благодарам многу, имај убав пат, колачите ти ги пакуваме, благодарам. колачите ти ги пакуваме и се гледаме некоја друга прилика. Благодарам. Тоа беше Жарко Стевановски од Левица, кандидат за престојните локални избори на советничката листа на Левица во Прилеп 2025. Останете ми добро со програмата на Канал 5, се гледаме наредниот понеделник. Пријатно. Пријатно.